Веќе сме во периодот кој носи настинки, а и грип, но кај нас во Битола има време за сериозни проблеми предизвикани од флуенцата. Имено променливото време топло-ладно си го прави своето и носот и грлото се први на удар, но битолчани ги врват во полесна форма и не бараат медицинска помош. Последните барем недела дена во служба за hitna медицинска помош во нашата ургентна амбуланта за преглед се јавиле околу 345 пациенти, од нив имало само 16 со покачена температура. На терен имало 129 посети, од нив имало само 6 со покачена температура, што значи дека во моментов нема барем некоја симптоматологија од најава за некои вирусни, сакам да речем, има вируси, ама не од типот на инфлуенца, на грип, кои се посериозни и со поголеми компликации. Периодов до ноември и декември како регион, граѓаните може да го искористат за превенирање, односно спремни да ја дочекаат сезоната на грипот, да се вакцинираат, да се облекуваат слоевито, односно ако ви стане топло да може да се изладите и обратно. Посебно им погодува што има поголеми собири, да речеме, како на училиштата, па во театри, во кина или во некои ресторани. И ова инфекција многу лесно се пренесува, пошто се пренесува воздушно, преку кивање и кашлање, многу брзо иди до по ден-два се јавуваат симптомите. Обично со многу покачена висока температура, со главоболки, со болки во мускули, болно грло, кивање, кашлање, а кај децата може да биде пратено со гадење и повраќање, што кај возрастни не дава толку стомачни тегови. И останува да се каже, имале или не симптоми на ова заболување, пите витамини и течности, избегнувајте собири и одмарајте. Ризичните групи, како и хронично болните, задолжително да си ја земаат препишаната терапија. Вакви препораки упатуваат лекарите со цел помалку грипосани во периодот кој следи.